Твојата лична заложба, како и на еврокомесарот Хан, и на председателот на Европската комисија Јункер, и на сите земји членки на Европската унија, искрени пријатели на Македонија, да им се помогне на граѓаните на Република Македонија во нивната определба да живеат во слободна, демократска и европска држава, се од големо значење за еднината на нашите граѓани и нашата држава. Затоа, како председател на владата, во име на граѓаните на Република Македонија, изразувам голема и безрезервна благодарност. Затоа што го слушнавте гласот на мнозинството граѓани и ги поддржавте демократските процеси во нашата држава на принципиелно ниво. Затоа што не упативте како политички раководства кон квалитетен и инклузивен реформски процес, а низ овој европски начин на водење на политиките, ние успеавме за само 10 месеци да направиме голем исчекор напред во евроинтеграциите. Затоа што ја препознавте исто така и позитивната енергија со која што влеговме искрено во реформскиот процес низ планот 369 и како што забележавте има позитивна промена во политичкиот менталитет што се забележува во целото наше општество. Ги вреднувавте конструктивните политики на владата, на диалог и соработка, на политичките чинители во државата и на опозицијата, вклученост на граѓанскиот сектор во носењето на реформите во правосудството, разузнавачките служби, администрацијата, медиумите, изборното законодавство. Тоа се клучни области во кои што имаше ургентна потреба од реформи, нотирани во договорите од Пржино, во извештајот на Прибе, ланскиот извештај на Европската комисија. Ги вреднувавте и подржувате искрените политики на пријателство и добрососедство, низ кои што го затворивме билатералното прашање со Република Бугарија и сме на добар пат да го затвориме и билатералното прашање со Република Грција, доколку сите вклучени во процесот обстојат на утврдениот пристап за достоинствено решение за двете страни. Европската унија со овогодишниот извештај за напредокот на Македонија ја даде заслужената чиста препорака за почеток на преговорите со Европската унија, а која што неколку години наназад беше условена поради длабоката политичка криза, назадувањето со реформите и констатацијата за заробена држава. Почитувана Фредерика, испраќам порака до вас како висока представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија, но и сите други високи представници на Унијата и политичките раководства на земјите членки. Останете фокусирани подржувачи на Република Македонија. Енергично сме посветени на спроведувањето одржливи реформи и по планот 369 веќе од денес ги ставивме на маса подготовките за нова динамика на реформскиот процес до крајот на 2018 година. Ке ги оправдаме очекувањата, ќе дадеме нови причини за поддршка, граѓаните на Република Македонија заслужуваат да бидат дел од Европа. Нека стане реалност очекувањето за добивање датум за почеток на преговорите на Македонија со Европската унија на Советот на министри во јуни. Интеграциите на Република Македонија во Европската унија и НАТО за нашите граѓани значат економски развој, нови работни места, поголеми плати, повисок животен стандард, мотивирани млади луѓе, интелектуална и работна сила, која што ќе остане да живее и работи овде, во Република Македонија. Интеграциите на Република Македонија и на целиот регион во Европската унија и во НАТО, мислам дека за сите е веќе јасно и дека е стратешки интерес од широки рамки за зачувување на демократските вредности, стабилноста и безбедноста во светски рамки, нешто што ги засега сите граѓани, каде и да живеат, а не само граѓаните од Западен Балкан. Граѓаните на Република Македонија со одлучност за промени во државата ја испратија пораката дека се подготвени да придонесат кон светла иднина за својата земја, но и да бидат предводници на позитивните промени во регионот, во светот. Почитувани граѓани, да останеме и сите ние фокусирани кон стратешките цели и да обезбедиме евроатлантските интеграции на Република Македонија и да го обезбедиме квалитетниот живот за сите. Владата е подготвена да предводи, но и тесно да соработува со сите вас на тој наш заеднички пат.